Прилепчанката која долги години работеше како новинар, а со пишување започнала да се занимава уште од ученичките денови, објавувајќи раскази за деца, Драгица Најческа синоќа своето творештво го представи пред своите прилепчани. Со романот Доживотна јамка започнува една нова естетика користејќи комбинирана форма на движење на дејството, раскажувачка и монолошка, која дели перцепцијата на две нивоа, објективно и субјективно. Едното кое ги следи ликовите на романот и случувањата, а другото кој е одраз на најискрените мисли на главните ликови на романот, објавен во 2004 година. Една од највака забележаните и најзначајни книги, романот Омраза длабоко, беше прогласуван за најчитан во библиотеките низ Македонија и доживеа и превод на руски јазик, издаден во Москва, каде што бев поканета и бев на таа промоција. Каде што фактички тогаш дури како да сватив дека сум навистина некој значаен автор, бидејќи моите слушатели, учесници на промоцијата на тој роман, зборуваа многу сериозно за темата и со големи пофалби. Таа е авторка и на романите Пеперуга со натопени крилја, Друга мајка за деца и млади, Крстопати, Омраза длабоко, Доживотна јамка, на збирките раскази за глувчето, мачките, за мечките, рипчињата, за јачињата, лисичињата и дечињата. Сето тоа раскази за најмалите и раскази како и на збирките поезија Неспокој, Бранувања, Вратете ми го сонот и Крв и смрт и надеж. Градската библиотека овој културен настан го организираше со цел представување народно крајното творештво кое го негува оваа јавна општинска установа.